Не стивнува огнената стихија во македонски Брод. Од попладнево пожарот се проширил до територијата на општина Гостивар, а во гаснењето на пожарот веќе е вклучен и најавениот бугарски хеликоптер. Градоначалникот на македонски Брод Милосим Војнески за ТВ Нова вели дека нема опасност за селото Требовле од каде започна огнената стихија. Пожарот е на непристапен терен за возила, а зафатена е површина обрасната со сува трева, смрека како и мешана шума. Пожарот, што подолго време е активен во реонот на македонски Брод, во попладневните часови вчера се префрлил на територијата на општина Гостивар, во аторот на селата Корито и Железна река. Ситуацијата со пожарите во македонски Брод повторно станува алармантна, бидејќи во ноќните часови се смирува пожарот. Денес така до кај 11-12 часот мислевме дека пожарот е смирен, изгаснат, меѓутоа сега пред 10 минути со командирот на противпожарната единица од македонски Брод разговарав, повторно активиран пожарот, активиран е на сите страни. Цело утро гасат двата хеликоптери, двата авиони од армијата на Република Македонија, при помош стигна и хеликоптер од Република Бугарија. Меѓутоа, за жал, кога сметаа дека е стивнат пожарот, напуштија, преку ден имаат и одмор, попладне повторно ќе се јават. Меѓутоа, како што кажа, во моментов активиран е пожарот на сите страни и во опасност сега ни е селото Растеж. Како што информира Надица Вчкова од Центарот за управување со кризи, два авиони од Дирекцијата за заштита и спасување се на терен, како и два хеликоптери од армијата на Република Македонија, додека на терен помагаат пожарникарски екипи, 45 припадници на Дирекцијата за заштита и спасување, 60 на припадници на армијата и по 20 доброволци од Скопје и од местното население. Во моментов на пожарот во атар на село Требовле ангажирани се Арама, територијалната противпожарна единица од македонски Брод и Скопје, два хеликоптери од Арама кои што дојдуваат од утринските часови, местното население од село Растеж и доброволци од Тетово за пожарот во село Растеж. За пожарот во село Девич ангажирани се јавно предпријатие Македонски шуми од македонски Брод, како и Дирекцијата за заштита и спасување и истиот е ставен под контрола. Пожарот во село Слатина е локализиран. Пожарот кој започна вчера во атарот на село Подвис кон село Локвени е се уште активен. Гори ниско стеблеста деградирана дабова шума, а во текот на вчерашниот ден гаснеа екипи на територијалната противпожарна единица од Крушево, кривограштани и местно население. Во текот на вчерашниот ден постоеше опасност од зафаќање на околината и манастирот Свети Атанасиј, но со навремена интервенција опасноста беше надмината. Во моментот горат борови шуми во районите на 7 локации ширум земјава, а ситуацијата дополнително се комплицира од дневните температури од околу 40 степени Целзиусови, силниот ветер и недостатокот од дожд.